Техничка влада, технички премиер. Самото име на владата покажува дека е техничка влада да се спроведат технички изборите. Една хибридна форма која што актуелното парламентарно мнозинство, иако е на власт, не сакаше да го укине, бидејќи сакаат да манипулираат со термините и можностите во оваа техничка влада. Најпрво, што тоа се смени за неколку дена, односно за десетина дена, што претходно од овде истите луѓе ги предложивте, денес не по нивно барање, односно не поднесуваат оставка, туку ги разрешувате. Се сменило тоа што на Facebook статус реагирал председателот на владата, меѓутоа и ова не држи место. Зошто? Бидејќи во овој Facebook статус не пишува кои од министрите треба да се разрешат, а кои не, кои остануваат во опозиција, а кои одат со власта. Дали сега актуелните министри од Алијанса одат, преминуваат во ДУИ. Сето ова не го објаснивте, многу јасно е на македонската јавност. Станува збор за политички договор за поставување од позиција на моќ и покажување надмоќ над опозицијата, односно над сите други пратеници и извршната власт од страна на техничкиот премиер и на ДУИ. Сето ова води кон тоа, бидејќи ако зборуваме за кој требало да се разреши, еве почитуван технички премиер, јас ќе ви посочам. Денес требаше да се разреши Артан Груби, бидејќи со повикот до директорите да не слушаат, односно да не исполнуваат насоки и обврски кои што им се дадени од министрите, предизвикуваат штета на граѓаните. Односно, почитувани граѓани, со една порака во Вибер група, Артан Груби дава насока да не се исполнуваат услугите кои што треба да ги користат сите наши граѓани од позициите каде што директори се оние кои што се назначени токму од страна на ДУИ и од страна на актуелната власт. Тоа значи слепа послушност од страна на директорите под налог на Артан Груби води до индивидуална одговорност. Односно, тоа е класична злоупотреба на службената положба и овластување на самите директори кои што ја послушале оваа насока и со тоа предизвикале, внимавајте, неисполнување на своите обврски кои што им се зададени со закон и устав, а за тоа трпат граѓаните. Тука почитуван технички премиер требаше денес да се разреши Артан Груби, бидејќи предизвика непослушност кај директорите, а со тоа оштетени се граѓаните на Република Македонија. Дополнително, не доставувате предлог за разрешување на министерот за правда. Еве, како пример, ќе спомнам министерот за правда, кој што пред неколку дена достави закон со кој што ќе го менува Законот за Академија на суди и јавни обвинители. Внимавајте, во тек на постапка на избор на 130 суди, идни суди и обвинители, по налог на извршната власт, во текот на постапка на избор, под превезот, цитирам, не може да се предвидат околностите и поради крајна нужност поднесуваат закон од страна на министерот, поднесува закон за изменување, кој што закон со европско знаменце пред само неколку месеци беше донесен од страна на овој парламентарен состав. Кој е европското овде? Дали тогашниот предлог и закон, односно позитивен законски пропис, или сегашниот предлог? Под превезот, цитирам, не можел да се предвиди и крајна нужност, односно крајна итност. Не можеме да зборуваме нити за крајна итност, нити за неможност. Сето ова било предвидливо и наместо да се санкционираат оние водечки кадри во Академијата за суди и обвинители, каде што, цитирам, внимавајте, министерот за правда именува, односно има своји членови, еден член и заменик во управниот одбор, еден член и заменик во програмскиот совет, еден член и заменик во приемната комисија, еден член и заменик во завршната комисија, еден член и заменик во комисијата за ревизија на одржаните испити. Се е јасно. Се е јасно. Договорена работа дека мора овие да поминат. И под превезот на тоа, иако, цитирам дека ова е противзаконски и уставно, и сите оние кои што се членови во овие тела не треба да го послушат
Артан Груби и министерот за правда сега да ја исполнуваат нечии желби, бидејќи ова после 8 мај ќе се разгледа детално и ќе се ревидираат сите постапки во однос на избор на овие 130 слушатели на Академијата за суди и јавни обвинители. Тие се оние кои што требаше да ги предложите како технички премиер во оваа техничка влада, која што, цитиравме, единствена улога е да ги спроведе технички изборите. Во последните 100 денови од вашето владење не можете да направите ама баш ништо за да ја смените состојбата во Република Македонија. Затоа техничкиот дел треба да си го спроведувате технички, за да може ова парламентарно мнозинство кое што ве поддржува да ги спроведе изборите, за да имаме фер и демократски избори. Со вашето постапување спротивно на принципите за предлог на членови на владата за избори и разрешување, директно вршите упад во самиот изборен процес со начинот на разрешување и именување, односно ги прекршувате сите принципи на предлагање, разрешување и примена на сите оние одредби од Законот за влада, каде што има надлежности од страна на техничкиот премиер за да се спроведат изборите. Вршите директно влијание врз изборниот процес, а впрочем основна работа и основна цел на оваа влада е единствено да се спроведат изборите. Затоа ви потенцирам и вие ја злоупотребувате службената положба и овластување, како што ви напоменав претходно и од страна на министерот, кој што даде наредби на директорите да се непослушни, односно да постапуваат спротивно на она што им е доделено согласно закон и устав. За волја на вистината, во однос на работата и функцијата на досегашните членови на владата, имавме можност во една од комисиите, каде што се разгледуваше скандалот со онкологија, да разгледуваме соодветни информации. Ако во однос на постапувањето на сегашниот министер кој што сакате да го разрешите, многу јасно и децидно цитираше дека ги почитувал одлуките, односно законските обврски за извештаите кои што ги добивал да ги разгледа и 6-месечните извештаи кои што ги добивал од сите директори. А за возврат на тоа, сите други претходни раководни лица од Министерството и од директорите негираа дека било каква контрола се вршело од страна на Министерството. Сето она укажува на тоа што дополнително сте имале соодветен договор со обвинителството и органите на прогон да се затвори и овој случај. Сега вие како технички премиер, доколку врз основа на сето ова имавте контакт и соодветна соработка и со министерот за правда, требаше дополнително да разговарате на механизми, законски механизми, како да се подобри работата на оваа институција, односно на целокупниот правосуден систем, а не да гледаме повторно непокренување на истрага цели 7 месеци од страна на јавното обвинителство, кое што ги пробива сите законски рокови. А не да посегнувате единствено сето ова е политичка игра, за да јавноста се оттргне од сите секојдневни проблеми кои што ги имаат граѓаните на Република Македонија со тоа што разрешувате и повторно ќе именувате. Па ние како парламентарен состав, а поточно вие како технички премиер ќе бидете рекордери во однос на предлагање, разрешување и повторно предлагање во само 10 дена на членови на владата, односно нивни заменици. Затоа од овде многу јасно се гледа целата поврзаност и политичката игра и влијанието кое што сакате да го наметнете во јавноста дека токму главни сте вие. И во право сте, вие како ДУИ со вашиот коалиционен партнер, односно во вашата владина коалиција имате доминантна улога, односно она што го намислите, ова го спроведувате. За жал, СДСМ како коалиционен партнер нема никаква улога во ова парламентарно мнозинство и овој владен состав, бидејќи ниту еден од нив нема храброст да каже дека сето ова е игра на така наречени политички внатрешни игри помеѓу ДУИ и другите политички партии. Затоа потенцирам на граѓаните им е јасно, меѓутоа сето ова ќе излезе на виделина на 8 мај. Благодарам.